Оризари го чествуваше празникот на населбата Свети Атанаси Велики. Многумина го слават како куќна слава, а оние кои што го носат името на светителот го слават својот именден. По повод празникот се ослужи света архиерејска литургија на која учествуваше митрополитот Брегалнички Иларион во сослужение со свештеници од Брегалничката епархија и Кочанското архиерејско наместништво. По светата литургија митрополитот Брегалнички одржа пригодна беседа на која зборуваше за житието на денешниот светител, го благослови и пресече празничниот леп. Бидејќи во последните години овој храм е во постојана обнова, односно целосно е сменета фасадата, поплочена внатрешноста на црквата и е фреско живописана, а во теке неизино хортикултурно уредување на дворот. Владиката Иларион се заблагодари на членовите на црковниот одбор и на луѓето кои финансиски помагаат за обнова на храмот. Денеска конкретно се празнува Светиот Атанаси Велики. Го молиме да се моли пред престолот Божи за мир и благосостојба во светот, за мир и благосостојба во татковината наша, за мир и благосостојба во семејствата, во домовите и за љубов и почит на сите луѓе помеѓу себе. Фала му на Бога што во нашата епархија на многу места се градат и се прават храмови и цркви, но не само во нашата епархија и во целата наша татковина. Некаде стари се возобновуваат, некаде нови се градат. Но луѓето, гледајќи едни од други, сите сакат да си ги возобноват своите храмови, да изградат нови. И јас користам прилика на сите такви добронамерни луѓе да им се заблагодарам, да им посекам мир и благослов од Бога и за трудот нивни кои што го вложуваат, но исто така посебно им се заблагодарувам и на овие луѓе овде кои што се трудат и го возобновуваат овој храм, односно се одолжуваат на своите предци, бидејќи нивните предци овој храм го изграделе во времето кога биле во робство, а сега веќе кога имаме национална и духовна слобода, зошто пак да не го сочуваме тоа што нашите предци го направиле. Градоначалникот Николче Илиев, кој беше присутен на светата литургија, им го честиташе патронот на верниците од населбата Оризари и на сите православни христијани. Честит и вековит празник за многогодини слава на жителите од Оризари. И посакувам што повеќе луѓе да се соберат на овакви слави, да се потсеќаме за убавите работи и да го негуваме духовната традиција на овие празници во Кочани и Кочанско. Ме гледате често, да, јас со задоволство ги посетувам сите црковни храмови, сум често присутен во црквите каде што времето ми дозволува и со задоволство сум со моите сограѓани да ја споделиме радоста и да ги прославиме сите Божји празници. Наскоро додаде владиката на новата црква која што се гради кај Руен, посветена на Свето Преображение Господово, ќе се освети и постави Светиот крст. Ќе го поставиме Светиот крст, ќе го осветиме и ќе го поставиме, па ќе ги повикаме и граѓаните од Кочани да дојдат на тој настан, бидејќи е убав настан и ретка можност, бидејќи секој пат не се прават цркви, се прават еднаш во векот, така да тој настан ќе биде свечен и убав, ќе го осветиме Светиот крст и ќе го издигнеме на куполата, кој што далеку ќе сведочи дека тука има православен храм и дека има дом Божи за молитва. Градоначалникот Илиев додаде дека ќе настојува и другите отпочнати цркви во Кочани да се доградат, со што граѓаните ќе добијат црковни храмови поблиску до своите домови. Црквата посветена на Светиот Атанаси е градена во 1848 година, потоа делумно разрушена за повторно да биде изградена во 1876 година, а фреско живописана во таванскиот дел од страна на тајфата на Исаија Макаровиќ од село Гари Дебарско, кој со својата тајфа престојувал во Кочанско. Од 55 икони колку што се наоѓаат во црквата во Оризари, 17 се наоѓаат во регистарот на регистрирани икони на Заводот за заштита на спомениците на културата во Македонија.